Да не се молчи пред скандалот и јавното обвинителство да отвори случај за дупот вреден 200 милиони евра, бара опозицијската ВМРО ДПМН која ја обелодени аферата. Одговорност, велат, мора да има за Драги Рашковски, Зоран Заев, Зоран Милевски Кичец и сите инволвирани во овој криминален милионски бизнис. Ја не смее да го премолчува очигледниот криминал. Се што слушнавме дека Зоран Милевски Кичец вети, сега ја реализира. За истата работа, како што слушнавме од снимките, Кичец му организирал средби на Дака со Драги Рашковски, тогашен генерален секретар на владата и Зоран Заев лично. Постапката за добивање согласност е истуркана во рекорден рок од 7 дена, во услови кога остатокот од граѓаните и фирмите чекаат со месеци. Сето ова индицира на криминал. ЈАО мора да го испита случајот и да покрене постапка против Зоран Милевски Кичец, Драги Рашковски и Зоран Заев. И додека меѓу експертите се повеќе се зборува за дупот кој тоа како урбанистички ќе го оптовари Тетово, локалните власти никаде ги нема. Веќе неколку дена по обелоденувањето на аферата со дупот вреден 200 милиони евра, тетовските локални власти и натаму молчат. И покрај тоа што ја бараме упорно, тетовската градоначалничка Теута Арифи е недостапна за изјава. Новото бетонирање на Тетово ќе биде на површина од 230.000 квадратни метри. Дури 140.000 се предвидени за неколку висококатници со 2.000 станови, а околу 80.000 метри квадратни за деловни објекти. Овој огромен комплекс треба да никне на поранешниот простор на Шик Јелак. Собственик на објектите и земјиштето на кое ќе се гради е контроверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Дака Давидовиќ, познат на јавноста од аудиобомбите кои ги пушти опозицијската ВМРО ДПМН пред изборите.